почитувани присутни. Имам две пратенички прашања и двете се од областа на безбедноста. Првото се однесува за начинот на именување, односно назначување на директорот на Агенцијата за национална безбедност. На местото на директор за национална безбедност, господинот Зарко Милошевски доаѓа од позицијата помошник директор за безбедносни проверки и НАТО регистар. На тоа место е поставен од претходниот директор на АНБ, господинот Виктор Димовски. Значи, станува збор за негов личен избор. Зарко Милошевски е на висока позиција во АНБ веќе 7 години. 7 години е вклучен и одговорен за издавањето на голем број на државјанства, македонски државјанства, како и давање на информации и оцрнување на политичките противници на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија преку давање негативни мислења и безбедносни сертификати за пратеници, поранешни министри и така натаму. Значи, информации за дискредитација, а со кој се служеше и овој премиер тука што седи, од оваа говорница, кој откако беше повикан на суд да истото го докаже, по стариот негов рецепт демократски, избега и се сокри позади имунитетот. Меѓутоа да продолжам со случајот за Онишченко, за кој според досегашната реакција на нелегитимниот премиер Ковачевски, можеме да констатираме дека истиот бега од одговорност за случајот и е во склад со неговото досегашно постапување. Односно бегањето како негов заштитен знак, дури не се ни осмели да го разреши претходниот директор на кого му истече мандатот. Со што барем символично ќе покажеше дека е свесен за срамот и бламот што го нанесе на Република Македонија. Не само што премиерот избега од одговорност, туку се обиде и да го забошоти случајот, назначувајќи нов директор на незавршена постапка за утврдување на одговорност. Значи, насред постапка назначи нов директор, кој што на пресконференција од претходниот директор беше посочен за еден од виновниците за случајот. Значи, Ковачевски назначи за директор на Агенцијата за национална безбедност лице, посочено како одговорно за случајот со Онишченко. Зошто? Одговорот ќе го почекаме. Одиме понатаму. На социјалните мрежи на 16 декември во јавноста излезе еден документ. Документ кој што е доказ дека Зарко Милошевски, новиот директор на Агенцијата за национална безбедност, поставен од Димитар Ковачевски, е директно одговорен, односно е тој една од причините за добивањето на македонското државјанство на Онишченко. Од овој документ може да се види дека Агенцијата за национална безбедност го издава и го препраќа до Министерството за внатрешни работи, документ кој што е примен, односно испратен на 3 март оваа година, значи само неколку месеци после доаѓањето на премиерот Ковачевски на позицијата, каде што јасно се гледа и се чита: во врска со вашиот акт за господинот Александар Онишченко, ве известуваме дека не постојат безбедносни, односно пречки од безбедносен карактер. Подпис Зарко Милошевски. Овој документ е пратен до Министерството за внатрешни работи. Значи, со ова се гледа дека Зарко Милошевски јасно ги верифицирал овие податоци што се напишани и ги легитимирал со својот подпис. Според тоа, тој е директно одговорен за безбедносниот пропуст направен од Агенцијата за национална безбедност, иако случајот се уште не беше расчистен. И ќе преминеме на прашањето. Моето прашање се однесува до премиерот Димитар Ковачевски. Дали пред да го назначите за директор на Агенцијата за национална безбедност, вие како премиер сте знаеле, односно дали претходно сте били информирани дека Зарко Милошевски е подписник на проверката, која со свој подпис ја верификувал и легитимирал и свесно ги довел во заблуда и Министерството за внатрешни работи и владата. И доколку не знаел, дали сега откако знае дека Зарко Милошевски е подписник на документот, ќе го разреши од функцијата. Јас овој документ ќе му го оставам на премиерот, после кога ќе одговара на прашањето да си го погледне. Инаку станува збор за документ кој што е од интерен карактер, не станува збор за документ кој што е државна тајна, како што лажат во јавност и се кријат позади класифицираноста на податоците. Значи, интерен документ, најнизок степен на тајност. Понатаму, второто прашање се однесува исто така поврзано со безбедносниот сектор и се однесува на едно од најскандалосните министерства во владата на Димитар Ковачевски, чија што неспособност ја гледаме во изминатите неколку години, односно веќе 8 година влеговме под мандат на Оливер Спасовски, и ситуација која што за жал ја чувствуваат граѓаните. Како што објави еден од порталите, Ора Ньюс,
на еден од функционерите во владата на Република Македонија, лице кое што е предложено на ова собрание, кое што е изберено од ова парламентарно мнозинство за заменик министер, бил на патување во Турција и за едно патување, односно за едно ноќевање, платил 20.000 евра. Заменикот министер за внатрешни работи од Демократската унија за интеграција, веројатно воодушевен од раскошот, си направил и некои видеоклипови кои што подоцна станаа достапни за јавност. Заменикот министер за внатрешни работи потврди дека престојувал во хотелот, но потврди дека тој не ја платил сметката. И сега во услови на најголема инфлација во Република Македонија од осамостувањето до денеска, во услови на најголемиот пат на животен стандард, во услови кога Македонија е втора по мизерија во Европа, во услови кога сме предпоследни на индексот на среќа во Европа, дури сме послаби од некои африкански држави, како Либија и како Конго, наш владин функционер плаќа по 20.000 евра за ноќевање. Владините функционери мора да бидат отчетни и одговорни. Не викам дека со своето однесување тие треба да бидат некаков рол модел за граѓаните, меѓутоа мора да имаат повисок степен на одговорност, пред се морална одговорност. Главните прашања кои остануваат да ги одговорат институциите, меѓу кои најповикан е министерот за внатрешни, се следниве. Дали со примањето на подарок од 20.000 евра не се создала зависност од трети лица и дали во изминатиот период оваа зависност на заменикот за внатрешни работи била искористена, или со други зборови, дали и во која мерка му е компрометирана неговата позиција во Министерството за внатрешни работи. Од тука моето прашање до премиерот Димитар Ковачевски е следно. Дали оправдувате такво однесување на вашиот функционер од ДУИ и доколку не, кога ќе поднесете предлог до парламентот за негово разрешување? Благодарам. Пратеникот Драган Ковачки постави две пратенички